Почнуваме со вестите. Изгореа над 20 хектари со шума на Плачковица. Пожарот кој избувнал утрово е ставен под контрола попладнево по интервенцијата на штипските и радовишките пожарникари. Надлежните подсетуваат дека високите температури се дополнителна опасност за појавата на пожарите. Апелираат граѓаните да ја почитуваат забраната за движење во шумите. Пожар утрово избувнал на планината Плачковица. Огнената стихија зафатила дел од високо стеблеста мешана шума од бор, даб и бука над радовишкото село Шипковица. Огнот да се прошири во делот на Штипско спречила интервенцијата на радовишките, но и штипските пожарникари кои излегле на терен. Во гасењето на пожарот учествували и вработени во радовишкото шумско стопанство. Штипската противпожарна единица интервенирала со 5 пожарникари и едно возило. Пожарот е локализиран околу 13 часот. Пожарот е локализиран, изгаснат, тоа е над селото Шипковица во Радовишкиот дел, каде исто така имаше помош и од шумското стопанство и пожарот е ставен под контрола. Надлежните се сомневаат дека причината за пожарот е човечки фактор. Штетата дополнително ќе се процени. Високите температури дополнително ја зголемуваат опасноста од појава на пожари. Надлежните апелираат на внимателност. Апелираме граѓаните се воздржат од палење на оган на отворено место, исто така да почитуваат забраната за движење, која е издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да внимаваат, бидејќи сега се сезоните температурите се енормно високи и мислам дека лесно доаѓа до пожар на тие делови каде што има шуми. 13 интервенции на отворено евидентира Штипската противпожарна единица минатата недела. Беровските пожарникари вчера интервенирале на пожар кој избовнал во околината на селото Владимирово. Минатата недела во пожар во околината на Зрновци изгореа на 300 хектари со ниско стеблеста шума. Штип е меѓу најтоплите градови во земјава. Горештините продолжуваат и неделава се до четврток, кога метеоролозите најавуваат пат на температурите за неколку степени. Високите температури дополнително ја зголемуваат опасноста од појава на пожари. Забраната за движење во шумите е активирана. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од вчера донесе целосна забрана за движење во шумите. Забраната ќе трае се до нејзино отповикување. Надлежните потенцираат дека контролите и казните следниот период ќе бидат засилени. Движењето е дозволено само со соодветна дозвола од Македонски шуми и од субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Казната за непочитување на оваа мерка изнесува од 1500 до 2000 евра. Исто така забрането е и палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделското земјиште како превентивна мерка за заштита од шумски пожари. За непочитување на одредбите од оваа забрана се предвидува казна во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност. Во Македонска Каменица заматена е водата за пиење, граѓаните пред употреба истата да ја превриваат. Еве во целост информацијата од јавното претпријатие Камена река. Ова претпријатие ги известува граѓаните да ја превриваат водата за пиење пред употреба поради заматувањето кој е резултат на активирањето на повеќе извори за водоснабдување. Како што посочуваат од јавното претпријатие Камена река, Општина Македонска Каменица се соочува со намален доток на вода во водоснабдителниот систем, поради што се активирани повеќе изворни места, а при тоа е можно да дојде до локални заматувања. Иако досегашните анализи покажуваат дека водата одговара на правилникот за вода за пиење, сепак како превентива, јавното претпријатие Камена река излегува со времена мерка водата пред консумирање да се преврива 10 минути. Оваа препорака важи до стабилизирање на состојбата. Јавното претпријатие Камена река презема активности и се очекува во најскоро време целосна стабилизација, истакнуваат надлежните од ова претпријатие. Поради значителното намалување на водните резерви во базените со вода за пиење, во Македонска Каменица е воведена рестрикција на водата во системот во периодот од 16 до 20 часот и 30 минути водата се стопира наизменично во однапред определени реони од градот.
Во октомври, граѓаните на Македонија ќе избираат нови градоначалници на општините. Председателот на Македонското собрание ги распиша локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно изборниот законник денеска почна мониторинг за известувањето на радиодифузерите за локалните избори. Локалните избори дефинитивно ќе се одржат на 15 октомври. Граѓаните ќе бираат нова локална власт, односно градоначалници и советници на советите на општините. Засега ниту една политичка партија нема објавено со кои кандидати за градоначалници во Источна Македонија ќе ја бара довербата. Во анкетата на Ирис телевизија, граѓаните се скептични дека нешто може да се подобри или пак изборите да бидат фер. Пошто ќе гледат малку и за народот, да погледнеме и нешто да видиме у животот. Нешто ново. Чекувате ли изборите да бидат фер? Не ми се верува, тука ништо више не е фер оваа држава. Бар по мене. Треба да бидат најдобрите кандидати. Меѓутоа пак ќе биде исто како што беа сега парламентарните избори, па шашмите големи. Кој да дојде? Прво за неговите джепови мисле. Па дали е од СД, дали е од ВМРО, дали е од која партија сака нека дојде. Исто ти доваѓа душа. Ние сме по 85 години, од нас нема што да чекат. Очекуваме добар, совесен граѓанин, градоначалник во градот Штип, да живееме заедничко, да не се одделиме. Значи да гласаме, да знам зашто гласам. Државната изборна комисија денеска имаше седница на која се усвојуваше роковникот за извршување на изборните дејствија. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно изборниот законник, денеска почна мониторинг на известувањето на радиодифузерите за локалните избори. Агенцијата соопшти дека до сите радиодифузери веќе е испратен допис во кој прецизно се информираат за обврските од изборниот законник, до кој што треба да се придржуваат до започнувањето на изборната кампања. Те се одржат и посебни обуки за начинот на известување на радиодифузерите. Агенцијата ќе објавува извештаи за секој период од 10 дена. Методологијата за мониторинг и изборниот законник се достапни на веб страницата на агенцијата. Од вчера, кога беа распишани изборите, тече рокот од 5 дена во кој сите телевизии и радија, кои ќе еметуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, треба да ги утврдат и достават ценовниците до агенцијата, како и до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупција. Тешка кражба во куќа на улицата Асном во Штип, крадецот заминал со плен вреден над 160.000 денари. Полицијата трага по сторителот или сторителите. Вчера во полициската станица во Штип пријавено е дека во временскиот период од 8:30 до 9:30 часот непознат сторител извршил тешка кражба во куќа собственост на 46 годишен штипјанец. Куќата е лоцирана на улицата Асном. Сторителот влегол внатре и одзел 2 мобилни телефони марка iPhone, 1 таблет марка Samsung, паричник и парични средства 650 франци, 150 евра, 4500 денари, со што причинил материјална штета од околу 163.000 денари. Секторот за внатрешни работи Штип работи на пронаоѓање на сторителот и расчистување на кривично-правниот настан. Повисоки цени на горивата од ноќеска на полноќ, бензините и дизелот поскапуваат за 1 денар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросуперот од 95 октани ќе изнесува 62 денари за литар. Евросуперот од 98 октани ќе се продава за 63,5, а евродизелот за 48 денари. Со одлуката на Регулаторната комисија за 1,5 денари за литар се зголемува малопродажната цена на екстра лесно масло за домаќинствата и ќе изнесува 37 денари. Во Штип денес одбележани 30 години од смртта на генерал Михајло Апостолски. На бистата во паркот кај Центарот за култура Ацо Шопов, градоначалникот Илчо Захариев, делегации на Сојузот на борците, политичките партии и институции положија букети цвеќиња. Токму на овој ден, на 7 август 1987 година,
Пред 30 години престана да чука срцето на големиот храбар великан. За великанот генерал Михаил Апостолски многу е пишувано, многу е речено, но неговите дела и активности може да се опишат само на овој начин, да му отдадеме достоинствена почит. Генералот Михаил Апостолски е роден на 8 ноември 1906 година во Ново село Штип од татко Мите и мајка Веса. Основно и средно училище завршува во градот Штип, кој во тоа време се наоѓал во рамките на кралството СКС. Во 1924 година се запишува на Војната академија во Белград и по 3 годишно школување со успех ја завршува. Како млад подпоручник е распореден на служба во Штип. Во 1933 година го продолжи своето образование и ја завршува Високата војна академија, а во 1938 година и Генерал-штабната академија. Теоретските знания за војните науки ги применува во Сушак, Оголин и Љубљана. Од овој период тој ги остварил првите контакти со младинското и студентското движење. Тогаш за прв пат започна да го чувствува влијанието на комунистичката партија на Југославија. Уште како дете ги доживел премрежата и револуционарните врежи настанати по Илинденското востание, Балканските војни и Првата светска војна. Македонија се уште во портокалова фаза, продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Според прогнозите, промена на временската состојба се очекува од сабота со благо опаѓање на температурата. Граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високи температури, велат здравствените работници. Да се носи лесна и светла облека, да се внесува лесна храна, организмот да има добра хидратација, да се избегнува изложување на светлина и топлина, а хронично болните редовно да ја земаат својата терапија. Додека работодавачите и институциите да ги почитуваат мерките за заштита и доследно да ги применуваат, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Ова министерство донесе 36 забрани на работодавачите кои не ги почитувале препораките. Оттаму информираат дека во периодот од 4 до 6 август државните инспектори за труд од областа безбедност и здравје при работа на територијата на Република Македонија извршиле вкупно 207 инспекциски надзори кај работодавачи од следниве дејности: градежништво, земјоделие, отпади, комунални услуги, конфекциски погони и други дејности. Денес во организација на Општинската организација на СДСМ во Штип се одржа тематска трибина на која се анализираа состојбите во фудбалскиот клуб Брегалница и нивно надминување и враќање на местото кое го заслужува овој клуб. Денешната трибуна беше окарактеризирана како непартиски, на која домодедени беа сите оние добронамерници кои сакаат да им помогнат на фудбалскиот клуб Брегалница во оваа незавидна ситуација. Присутни беа голем број спортски работници, некогашни членови на раководството на Брегалница, тренери, како и некогашни фудбалери, ветерани. Јас на кратко само ги презентирав оние финансиски показатели кои што за нас се видливи во Советот како советници во Советот општина Штип, а кои што ги имаме преку извештаите што ги добиваме по време од Брегалница и преку оние програми за спорт кои што ги и финансиски средства кои што ги одобрува Советот на општина. Значи тоа се не се претпоставки, туку се факти, тоа се бројките кои што кажуваат колку Брегалница потрошила пари од општинскиот буџет за последните 5 години, колкава е загубата на Брегалница и така натаму. Значи тоа се бројки кои што се извадени од годишниот извештај на завршна сметка на фудбалскиот клуб Брегалница. Што велат тие бројки? Колку се? Бројките се поразделителни и изборуваат сами за себе. Еве во делот на загубите, значи пренесена загуба за од 2015 во 2016 година е околу 5,5 милиона, а загуба нето загуба во 2016 година е околу 2,5 милиона, што прави значи околу скоро 9 милиона купна загуба што се пренесува во 2017 година. Денешната дебата која што ја организира, на која што повика Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одлична можност да се вклучат сите стручњаци кои што ги има во нашиот град, во делот на спортската јавност, во делот на фудбалот, без никаков политички предзнак, да се вклучат во оваа дебата за да ги видиме сегашните состојби, да зборуваме за перспективите на Брегалница и да ги најдеме најдобрите решенија за овој клуб кој што представува гордост за Штип и за штипјани.
Земајки збор, повеќе дискутанти се осврнаа на состојбите и положбата на Бергалница денес и во минатото, наведувајќи настани случки со убави, пријатни и незаборавни моменти, но и со несакани, разочарувачки фудбалски моменти, кои сепак сите тие се составен дел од историјата на фудбалски клуб Бергалница. Единствена е констатацијата, скоро на сите дискутанти, дека политиката треба што поскоро да се оттегне од фудбалот и спортот воопшто, за да конечно се постигнуваат забележителни резултати. Интересно беше мислењето на професорот Мирко Наджаков, дека конкретно за фудбалскиот клуб Бергалница треба да ја предводат и тоа на подолги стази еден генерален директор и еден генерален секретар, кои би имале увид во состојбите и со финансиите и со целокупниот играчки кадар, како и воопшто би ја креирале политиката на клубот. Сепак, најдобра варијанта во овие моменти е кога би се имало еден спонзор кој со утврден договор би стопанисувал со фудбалскиот клуб Бергалница на подолг период. Толку во ова понеделнично издание на информативната емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието и довидување.